Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер. Добро дојдовте во новата сезона на Гласот на народот. Поточно јубилејната сезона на 25 години од овој единствен и вистински форум Народен парламент или Гласот на народот, кој почна пред 25 години, на 22 мај, но еве годината ја започнавме и знам таа 24-ка наскоро ќе се смени во 25-ка, да сме живи и здрави. Верувајте ми, не ми е се едно, но ова сезона ја почнувам со еден многу немил настан. Настан кој веќе сте информирани, почитувани. Информирани сте да тоа што во оваа држава се владее само човечноста, хуманноста, човеколюбието и законот не се почитува и не владее. Владее злото, нечестноста, предавството, криминалот, бандитизмот, мафијашкото живење. 34 година. Овој народ страда од мафијаши, од предавници, од одродници, од медиокритети, од луѓе кои ни најмалку немаат трунка, емпатија кон народот, кон државата, кон општеството и кон идентитетот. Какви се тие луѓе? Се, меѓутоа луѓе не се. Тие припаѓаат во некоја, не знам кој вид, која сорта. Се возбуден сум од едноставна причина што, почитувани, лесно е да бидеш нечовек, тешко е човек. А особено тој кој се заколнал во Хипократовата заклетва, напишано на старомакедонски јазик, и кој воли дека ќе го даде својот живот за пациентот. Кај се пациентите? Кај се тие за кои они ден денеска нимува не ги лази, а секогаш тие што замина на овој привремен живот, а има мисија од тој што ги донесе, ни најмалку немаа чувство, пред времето ги испратија. Бев никош не воздржан во делот на она што значи криминал во здравството, криминал во институциите на системот, криминал во судството, криминал во општествените структури. Никогаш не молчев. Особено на тие одродници кои со еден прст уништија нација македонска, мува не ги налази. Тие си пееле, играле, отворили меани во Дубај. Некој со нив пиеше Хеникен пиво. Во неговото време, на Венко Филипче, кој го сметав за човек, еве јавно зборам и го прозива, за жал ми замина 4, најмили, мајка, 2 сестри и син. Морам ова да го кажам. Зошто? Знам, повикував на една меѓусебна организација обединување, за кој истиот повикуваше обединување. Но многу е тешко еден неурохирург да каже многу тешка е ситуацијата. Да ме боли луѓе. Привилегиран сум. Жалам моите колеги, чии синови, керки и деца замина на оној свет, се виновни. Умрените се виновни. Лекарите се слободни. Ова емисија посветив, ја посветав мојот син Ѓорги, мојот колега пред се, новинар Ѓорги Томич и мојот драг син. Че му ја посветам ова прекрасна песна на неверојатната Grace, Amazing Grace. Патове, сине, навистина во Царството небесно.
Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Не е дрскост, почитувани, верувате ми. Како родител, ќе замолам за разбирање, благодарам на илјадниците пораки за сочувство од сите. Благодарам на стотина кои дојда на погребот на мојот син. Оно лице кој го спомнам, на крајот ќе дадаме на мој завршен збор, а темата вечерва е неказнивоста и мафијаштвото во Македонија. Че ја третирам со мојот драг почитуван пријател, колега и драг адвокат Драган Георгиев. Добро вечер и добро Добро вечер. Пред се примите сочувство, а драго ми е што после 20 и кусор години влегувам во емисија само поради вас, затоа што ваков новинар и ваков тип на новинар не јам одамна сретнат. Ми е задоволство, господин Георгиев, но знаете што, јас сум професионалец, значи, бе во сите пори на животот во оваа држава. И во 93-та на Битпазарски настани, и 2001-та за која го изгубив работното место, ти се боре проти УЧК. И самиот Георги беше избркан од 2017 ради тоа што татко му го критикува Зоран Заев и табулумента. И 2018 мојата керка избркана од владата, зашто татко им е Слободан Томич, но се борев и ќе се борам додека дишам. На вистина се смисла некако темуртинецот за Македонија. Темата е неказнивост и мафијаштвото во Македонија, а почитувани, како што најав оваа тема, е уште една поударна и попровокативна тема за емисијата, а таа ќе биде како поднаслов Македонија во канџите на криминалната држава. Кој ја штити мафијата? Ова тема оди подлабоко во тезата дека организираниот криминал не само што е присутен, туку и дека има поддршка од одредени политички правосудни системи, структури. Почитувани гледачи, ова тема ќе отвори простор за дискусија околу тоа кој ги штити криминалците, како функционира политичката судска мафија и зошто граѓаните нема доверба во институциите. Вечерашниот дискурс ќе отвара актуелни случаи и ќе создаде силна интеракција на прашањата како дали Македонија е заробена држава, дали правдата важи само за обичните граѓани, кој профитира од хаосот во правосудството. Затоа останете со нас, уште еднаш ќе побарам джингал и знам дека ќе бидете на оваа фреквенција во наредните 1 час, да речем. Джингал, бе молам. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Господин Георгиев, важите за еден референтен адвокат, 40 години во адвокатурата, еден од доаените во секој случај, кој сте присутен во сите поредно во судските, да речам, процеси и се тона, и кај што секогаш победувате врз основа на фактите за кои вие се залагате, да ги ставите на местото кај што заслужуваат пред лицето на правдата. Дали судството е слуга на криминалот? Овака, ве слушав внимателно во воведот на емисијата и имам една забелешка во делот кога велите дека заштита на судството на криминалот. Сметам дека секој криминал организиран Така, е поврзан пред се со политиката, тоа. а потоа може би во делови на судството. Кажувам може би, затоа што тоа се некои сегменти и некои личности, не целото судство. Не можам да го поврзам целото судство како криминогено. Пред се политиката е она која што влегува во порите на организираниот криминал. Влегувајќи во тие пори на организиран криминал политиката, така става рака и делумно на судството. Што значи да политиката е она која што го креира и организираниот криминал, прави заштита на организираниот криминал, а прави тежина на судството, односно ургира во некои поедини предмети во поглед на добро завршување на некои постапки према определени личности, може би,
Јас, значи, не би го ставил судството како нешто што е толку корумпирано, како што се зборува, и да се нема доверба према судството, онака како што се зборува. Политиката е таа која што прави тежина на судството. Да, јас И ако сака судството, ако сака политиката да се да ги тргне рацете. Да ги тргне рацете од судството, па тогаш да го видиме судството дали самото ќе се избори за себе или не. Господин Гергев, значи сведоци сме дека оваа држава, нашата Македонија, не сакам да ги ословам како тие кои за грст сребреници не само Јуда што го продадо, ја продадо Македонија и нема доблес да го кажат името му на Македонија во вистинска смисла на зборот, и кои си ги донесоа своите суди и се нарчуваа пресуди и така натаму ја доведоа толку до такво ниво да девалвираат институција, една од трите власти, таа е судската власт, на таква дерогирана ситуација да ни се смее меѓународната заедница и да вели вашата држава не е достојна никада да не биде инкорпорирана. Од друга ситуација, не можеме да речеме да бидеме, простете, не се река по генерално, слепи при очи, глуви при уши, да речем при памет не токму, простете на вордингот, и да видиме дека народот нема доверба. Уште ова ќе завршам, ќе ви дам простор. Ако имате добро судство, имате криминал. Ако носите добри одлуки, нема да имате криминалци. Ако немате криминалци, имате здрава држава, функционална држава и така натаму. Но еве, додиме по-на. Зборот ми е, зошто мафијата е посилна од институциите, која визави инкорпорираната се пори. Јас почнам со судството, меѓутоа ви кажа една позната, секоја држава има мафија, во Македонија мафијата има своја држава. Така. Јас се сложувам со тоа. Имено, имајќи предвид дека работам 40 години во правосудниот систем, Така. оваа година, 15 јануар, тоа го направив. Имав година дена пауза, додека бев, благодарам, додека бев во војска, во тоа време, по стари години. Меѓутоа и тогаш работев на правни предмети во војска. Бранев тогашни воени лица вработени во ЈНА пред воен суд Скопје, Врховни војни суд, така да во праксата не искочи вон правото. Едно можам да кажам, дека како се формираше повеќе партискиот систем, како почна да се добиват поголеми човекови права, така се развиваше и криминалот. Значи, ова држава не беше подготвена за плурално општество, за едноумие. Не ова држава. Сите посткомунистички и кои се најкриминогени. Точно и така почнаа сите. Така е. Меѓутоа, секој во определен период се избори со таа криминогеност. Имаше волја. Имаше волја и направи снага. Така. Да кажеме, Бојко Борисов во Бугарија, оној период кога го назначија за министар за правда, за безбедност во Бугарија, доби, мислам дека 4 милиарди евра помош за да расчисти со бугарската мафија. И човекот расчисти таму. После Саблја во Србија Така. се расчисти со 80%. Никој пат не може и да се расчисти 100% со организираниот криминал. Али 80% расчистија во тој момент. Направија, па еве и сега гледаме. Продолжуваат со други такви слични постапки. Не дека кај нас не се води таква борба. Меѓутоа, не може да се поставуваат анонимиуси на клучни места. Секоја чест. Марионети кои ќе добијат само црвен телефон и напиши така, по порачка пресуди. Не може да бидат поставени несоодветни кадри на места кои што треба да ги работат. Партиски послушници.
Па сега, колку се партиски, уште повеќе послушници во другиот дел да не се гонат луѓето. Дека повторно ќе кажам, лесно е да се расчисти со на улична мафија. Тешко е да се расчисти со организираниот криминал, кој што влече корени од моќници, а пред се од политички партии. Да не се лажеме, и Америка нема расчистено со криминалот. Ама нема вакви... И не може да расчисти со криминалот. Ама нема вакви ситуации како Македонија? Не, нема. Видите овака. Некаде 89-та година, добро паметам, Да, хотел Панорама се уште постоеше. така. Бев на еден состанок, односно се потпише еден договор за соработка со тогашен ОХИС и една америчка многу јака хемиска индустрија. Разговаравме како е кај нив, зошто председателскиот кандидат претходната година, мислам дека беше републиканец, се откажа од номенклатурата за да биде председател, затоа што новинарите најдоа дека пред 20 на години Афера. имал афера со некоја си манекенка. Така. Јас кажав, зошто? Па кај нас ако имаш афера, ќе добиеш позитива. Да. Нема да бидеш... Си фраер. Да, те бива и за дома, и за надвор. Така. Меѓутоа, одговорот беше на тие бизнисмени дека ако тој не е морален према своето семејство, како ќе биде морален за останатите 200 милиона? И втора работа што научив од некои други контакти што сум ги имал со луѓе бизнисмени јаки од надворешноста, со политика не може да се занимава човек кој што не створил позади себе прво богатство, второ да биде јако морален. Зошто? Ако тој не може да направи за себе опстанок на своето семејство, како тој ќе направи опстанок на државата? А втора работа, моралноста, мора да ја има, за да може да се занимава со политика. Кај нас тоа не е така. И морална и етика. Да, кај нас е обрнуто. Кој како влезе во собрание, и влегува оваков слаб, искача волкав во вратот. Што значи, независно дали се некој на власт, па утре се другите на власт, ниту едните, ниту другите до сега не покажаа решителност, голема решителност да се справат. Тоа што повремено се случува од време на време, тоа се епизодни работи. Јас жалам, еве сега се злоупотребува една состојба, една сосема еден немил настан со браќајка што се случи сега в Русина. Тоа е Погина. Тоа е ракопис на некоја колореволуција што сакале Белград што го потребуваше за Нови Сад и сето. Меѓутоа дали има простор тука да се злоупотреби? Јас лично овака, прво сочувство до семејството. Секако и моје сочувство. Тоа не дај Боже на Тешка душман, загуба, дете на да се душман. Од друга страна, сторителот на тоа кривично дело ќе одговара согласно законот. Квалифицирано ќе одговара. Ги има сите елементи за квалификација. Со умисла, правнички зборуваме со умисла. Квалифицирано кривично дело. И самиот јавен обвинител Го кажат, ама не, така е. Нема мрдање од тоа. Немаше, господин Ѓорѓев. Не, видите, имало. Во изминатите 7 години, да бидам искрен, Имало, јас ќе кажам дека имало, меѓутоа, знаете што? Еве и денеска почина човек, излета од пат, не се слуша за него. Да. Пред минатата недела исто така имаше на новиот пат што го отворија према Крива Паланка, жртва. Повторно нема ништо од тоа. Да, овде ќе имаме инволвираност, умисла, кажувам. Умислата е квалификација во правото. Некој со умисла кренал нешто да направи. Сега, тоа значи... адвокат, видовте ја дрскост и мобилен телефон да му се дава. Видите овака, јавна тајна е дека сите внатре има телефони. Ја ви го тврдам тоа, како долгогодишен адвокат и кривичар. Зошто тоа и кој тоа го дозволува, дали намерно пуштат, па за да ги снимат со кого комуницират, како комуницират, или пак
Тоа е поради коруптивноста на обичниот оној полицаец кој што се бори за гол живот, кој никој пат не е платен како што треба да биде платен. Не знам. Господин Георгиев, се спомнува, се шпекулира, бидејќи во ова невреме во кое се ме снајде, и јас следам и во оваа ситуација медиумите што пишуваат, го зборат, се сомнева на една висока функционерка која била инволвирана и само со еден телефон и вклучува и дава заповед да се ослободи инкриминирано дело лице и така натаму. До кога вака? Видите овака. Јас во мојата долгогодишна пракса, аз сум кривичар долго и години, Така. имам видено се и се што. Не сум поборник дека баш само по телефон може нешто да се заврши, затоа што не сум доживеал, аз сум бил во многу големи предмети и се уште сум во многу големи предмети во својство на бранител. Не исклучувам моменти во предкривична постапка такво нешто да се стори. Меѓутоа, од кој ќе се оформи истрага, од кој ќе влезат во судските лавиринти, уште еднаш ка кажувам, јас не идеализирам нашата судска власт. Не може Европа 20 години да зборува дека нашето судство не чини. Не може ние да имаме по 200 пресуди годишно против нашата држава, а да ние сме добри. Не сме добри. Апсолутно. Не сме добри. 3%. Меѓутоа, не, оставите го тоа 3%. Ја не се сложувам со тоа 3%. Јас не би го ставил тука тоа ниво. Од друга страна, велиме полицијата е подобра. Како подобра? Па таа е првото оно што треба да се бори против криминалот. Таа треба да открива, таа треба да поднесе соодветна кривична пријава. Има ли разлика, што е факт де факто, дека во изминатите години, господин Георгиев, сведоци сме дека Али Ахмети и неговата банда, народот така нарекува. Простете, вордингот е таков, не дека јас сум сега под дејство на некој, секој сум новинар кој ја кажувам истината не во ракавици, директно, безблакно на јазикот. Никаде во светот нема терорист да влезе со дело во парламентот. Ни Гери Адамс од Шин Фейн, ни ета во во Шпанија, не можеше. Македонија е ексклузивна држава во кој терористи, криминалци, бандити раководат и во Не беа тие терористи? Не, мене Солана лично ми даде Не, интервју. овака. Да, не збориме. Џорџ Робертсон. Не ме разбравте сега. Да, ве разбирам, тие званично не беа терористи како Меѓутоа, терористи. и другиот А исто. од друга страна, не ги пуштија да се борат нашите, така? Фингирајка. Да. Забранија да се борат. Ајде уште еднашка, кој ја уби правдата во Македонија? Да бидеме објективни, 94-та се случите голем земјотрес, Лјупче Георгиевски со Петар Гошев, дали случајно, ненамерно излегува, Бранко Црвенковски колку донесе, 440 или 50 судии? Да. Дали Тога тоа се е донесе- земјотресот? Видите овака. Хаосот. Видите овака. Може би поидовно, ама ја не би го крстил тоа така. Сега ќе ви кажам зошто. Да. Тога се промени законот за судовите. Претходно судиите беа се реизбира на секој 4 години. Така. Тога се направи закон каде што судиите веќе се доживотно избрани, сем доколку не бидат разрешени поради И некои... да бидат кобели мечки заштитени. Да. Јас сум за тој систем. Зошто? Вие сте ми избрале мене, ја имам некоја обврска према вас. Меѓутоа, знаејќи го македончето колку кратко памтење има, Да. ќе ве толерирам година, 2, 3, 5, ќе кажам доставја ќе. Значи, јас сум за оној систем да нема реизбори, али да има оценки, така? Како што треба. Така. Од друга страна, значи се доби на тоа да судијата не зависи од политичката партија, односно не зависи од реизборот. Он е доживотно избран на функција. Судијата е доживотно избран. Обвинителните се реизбират повторно на 6 години. Судиите не. Ако исполни услови и може да иде нагоре, ќе иде нагоре. Ако не, ќе остане доживотно во судот. Се, доколку се поведе постапка и биде разрешен во соодветна Вие сте процедура. за оценување, така? Да, секоја година имат оценки, да И знаете. какви се тие оценки?
Видите овака. Кога носат штетни пресуди во кои судот за човковите права ги побива и се носат повторно пари од буџетот од народот, се репарират, се обештетуваат граѓаните, тие, да речам, обвинетите. Видите овака. И повелите. Знаете, се додека ќе имаме некои правилници кои што се донесени кој знае од кога, во Министерство за правда има еден правилник од кој знае од кога, да ден притвор е 5000 денара. Так. Максимум. И се цени, сега некој ќе добие 1000, некој ќе добие 5. Фала Богу, сум добил и повеќе од тоа, и дупло можеби сум добил Така? во постапка. Така. Меѓутоа, се додека некој не добие од државата 1 милион, 2 милиона евра, Да. нема да се свести државата во делот на лесно определување на притвор. Не сум ја за стално определување на притвор. Притворот е средство за обезбедување присуство. Не е казна пред казната. Така. Затоа и Страсбур, и Европа стално не тепа по глава. Меѓутоа судот не слуша. Кај нас, напротив, многу лесно се определува притвор и долго трае притворот. Дури во последно време, што за мене е уникум и се љутам во тој дел, пред 10 години и повеќе можеби, сега да не бидам се укина оној дел каде што над 5 години казна облигаторен беше притворот. Така. Сега се укина. Може да имаш и 10 години казна, ама да немаш притвор. Значи, извика во образложение за продолжување на притвор поради висината на касната. Луѓе, тоа е укинато уште пред 10 години. Зошто не ми кажува и барем тоа не ми го кажува, не го пишува и тоа. Срамота е тоа да го пишувате. Не смее да биде ставено тоа во пресуда. Водешката тема е неказнивост и мафијаштвото во Македонија. Добро. А неказнивост, ако ќе ми рече неказнивост, освен флоскула фраза запишана на хартија, и затоа го велам, закон на хартија, мафија на дело. Сега ќе ви кажам. Една од основните работи кај нас за неказнивоста е примерот што го направи бившата влада Да. и бившиот парламент со носењето на оној фамозен закон за злоупотребата на службената положба. 353, членот 353. И толку е тоа помогна и на претходните постапки кои што ги има сите оние челници на тогашната власт, а веројатно мислејки на себе пред се за дела доколку ги имат, да не можат да бидат процесуирани поради застареност. Така да првично од тука треба да се тргне. Само, дали вреди, бидејќи нема казнивост, или ќе речете, слушайте, ќе земе на 100 милиона евра, кој некој милиарда зема, па 1 милионче да земе, а веќе идам 10-5 години затвор, ќе излезам, ќе имам милион евра, или 2 милиона евра, бидејќи тоа е тоа. Значи, во една ситуација има соговорник кај што седите вие, го поздравам господин Ѓурчевски, И јас го поздравувам. И добро здравје. И јас го поздравувам се. Вели Томич, мора да има не само судска, казнена однора затвор, туку конфискација до 107, кој го не знам кој е колено, да се конфискува се и плюс казнено. Од економскиот криминал, не само од економскиот, не е битно, од било кој тип на криминал, доколку се докаже дека нешто е остварено на начин кој што не е дозволен, основна работа не е само казната. Добро кажавте. И јас би отишол и сега 2-3 години во затвор, доколку ми останат 5 милиона евра на страна. Не е проблем. Затворот, впрочем, не е не знам што. Таму има само луѓе, така? И се издржува тоа. Основна работа е конфискацијата на нелегално стекнатиот имот. Што зајавелтуваше на тој бројчајник дека ќе се овере. Така е, така е, така е, така е. А собра 3 промила од тоа што
вети и од тоа што можеби требаше Господин Георгиев, да собере. Значи, потрошени се 32 милиарди буџетски средства во минатите 7 години, народни, мои, ваши, на народот парите. Не изградено ни една педа автопат и така натаму. Нели е тоа криминал? Како не е Нели во извештаите на Европската унија, на Американскиот Стейт Департмент, што ја не ги милувам, на тие документи не ми значат ништо, бидејќи тука се инкорпорирани, господин Георгиев, македонци кои работат во тие институции и се соработници и на Стейт Департмент и на Европска унија им дават информации, бидејќи не смеат така и се добиваат тие парички, како се викат, свиркачи, и се прави Кобајаги свиркачи. Кобајаги свиркачи. Така. Што правиме со тоа? Видите овака, бевме сведоци и се уште сме сведоци, ние имаме една од најлошата инфраструктура на 32 милиарди евра се украдени од Македонија. Значи, Овие 7 години. тоа е фрапантно за една толку мала држава, каде што половината ни се надвор. Странски банки. Не, половината ни се надвор како жители. Како жители, да. Како жители ни се надвор. Велам дека тоа е фрапантно. Тоа не може никој да го надокнади, па не знам што да прави, не знам каков профит да прави. Не може тоа да се надокнади. Јас некој пат дури се за овие од осамосталувањето до денеска. Толку пари се украдени од Македонија, ја не знам како постоиме како држава. И што е најбитно, кој одговараа? Ајде да ги броиме на прсти. Ицо, поштарот за 100 кебапи и 4 гуми. Замина како курбан на Свети Архангел, на некој си политичар, го застрелиле пред својот дом. Да, случајно лично го познавам, сум го бранел. Да? Да. Значи, лично го познавам, сум го бранел, меѓутоа беше влезен во некој филм во тој период. Далеку од тоа се сметаше дека наводно е опасен и затоа го застрела, дека е Но наоружен. учествувал во одбрана на дека е државата, спремен. ако ми дозволите. 100%. 100% знам, ви кажам дека лично го познавам. Да. Лично го познавав. Добро, не значи дека секој бранител треба да биде сега и не знам како привилегиран во некои работи. Така. Меѓутоа, дека имаше кривични дела, имаше кривични дела. Тие кривични дела беа од мал карактер. Беа од имотни деликти, беше познат лопов. Ништо повеќе. Улични, Ништо- како ги викаат, Познат лопов, ништо повеќе. 236 тешка кражба, тоа му беше највисокото ниво. кој е 236? Членот 236. Член 236 тешка кражба. Тоа му беше А 325 се тие што крева закон за лек специјалис и ја оплячка Македонија со криминална приватизација и се амнестирале сами, се лустрирале сами, а сега тежат, верувајте ми, и по $1.000.000. Видите овака. Јас, како млад правник, Да. таму 89-та година, кога почна приватизацијата малце со поголемо, тоа беше време на Анте Марковиќ, се уште Југославија, Да. се бунев како тоа може да му се даде на некого малтене за без пари приватизација на фирма. Еден во тоа време познат бизнисмен на голема фирма, јас се застапував таа фирма, вика грешка си. Подобро и поклон да ја дадат, ама на домаќин да ја дадат. Да. Работникот не го интересира кој е газда, кој е директор, кој е ова. Работникот го интересира Има да има плата. добра плата, да има добри услови. И сигурност. И сигурност, тоа го интересира. Тогаш не го разбирав многу подоцна и бил стварно во право. Зошто? Што се случи кај нас? Една железара со 11.000 вработени ја доведоа до колапс, Банкрот. за да потоа еден по еден погон за без пари некој ги земе. И ден денеска се, пазите, железара во тоа време беше во мапа на Америка како посебен субјект. Морам ова да го направим на дигресија, јас се извинувам, че го спомнам семејството Мукетови. Навистина почекол тоа семејство, имав таа прилика да се сретнам со почитнатиот Трајче Мукетов, поранешен генерален директор на Полит Скопје. И јас на македонска телевизија водев емисии и ми ги гледаш емисиите, ја
упорно, ќе дојдете, дека Слобода не дојде кај мене. Имав еден брифинг и ме прими господинот Трајче Мукаетов во прсти во канцеларија, вика, многу те ценам, многу се бори за Македонија, спомнаш тајкуни, ајкули редови работи. Сакаш да ти кажам нешто? Ова се зборовите на господин Трајче Мукаетов. Се сеќавате на 26 заговари? Да. Прашуваш, кои се најбогати? Слобода не. Најбогати се директорите што стана газни на 26 заговари. Значи, честно, јас во таа на дигресија, не значи дека младиот Мукаетов јас земја фабрикати, мултиплицирај, инвестирај, создавај профит. Тоа што го кажав јас. Браво на домаќин, Така а е. не на криминалци. Тоа е и во право бил, затоа што Трајче беше еден голем човек, лично, фамилиарно се познаваме, со татко ми, неговата сопруга и мајка ми работеа во исто училиште, во поранешен Ленин, денешно Гоце Делчев, во центар, беа учителки и многу фино се познаваме. Такви фирми, една успешна фирма е и ПК Беско. Така е. Слободан Кутревски е прекесен Слободан менеджер. е во првите 5 приватизиран по Анте Марковиќ во Македонија. Во првите 5 во Македонија. Солун Гевгелија и не се сеќавам кои други две три честен во беа. работата, Така е. ако се искрен према Добар бизнисмен да знае што треба да прави. Повторно ќе кажам, не го интересира работникот кој е газдата. Затоа што тој не може секако да биде газда. Да не се оддалечаме од темата на казнивоста, што е навистина наша трагедија, наша судбина, која не доведе до овој чорствок. Не до чорствок, амбис. Само Амбис ништо. нема подолу, Младите така е. заминуваат, бегат од системот. Па затоа кажав ја половина жалам, не се тука. Искрено, јас не знам ова млада генерација на политичари, особено на премиерот, ја му само поддршка можам да му кажам во секој случај, зашто не случајно се нафати да ја води ова држава која беше ептено ништена, доктолчана до крај. Ја велам, еднашка велеше Лјупчо Гергиевски, крадевме, ма градевме, да, го изградил Милениумскиот крст. За друго не сакам за него да дискутирам. Од друга ситуација, украда, брате, уништија, етнички, направија идентитетски геноцид, што тоа пари не може да се менја, да се мери. Ама ништо, меѓутоа, мува не ги лази. Како ми да се ослободиме? Еве, например, ве прашам за Зоран Заев и неговата тајфа, во која е и Венко Филипче, кој е неков заштитник. Видите, Венко е сега председател на една моćна партија. Ако е во амбис партијата, сепак е СДС, е јака партија, не може некој да ја занемари. Беше министар во времето на Зоран Заев. Да, они се и куќени пријатели. И тоа не треба да го гледаме како... Господин Гергиев, ја лично ми се обратив и му реков, Венко, ослободи ги рацете од Зоран Заев. Само ќе те отфрли уште повеќе во дупката и ќе пропаднеш во вулканот, не на Кркатал, ни Везув, нема никаде, у пеколот. Меѓутоа не се слуша гласот на луѓето кои му дават совет. Добро, они се и фамилиарно поврзани, добри пријатели. Дали се. бизнисот тоа, кај што има пара, Можно е. Јас не сум во тие кругови за да во би политиката нема за да би, интерес, за само да, нема љубов, има интерес. И упритез. во бизнисот уште повеќе. Уште повеќе. Уште повеќе во бизнисот. Не знам дали е тоа така. Јас за Зоран можам да кажам дека е добар бизнисмен, знаејќи ги неговите фирми. Меѓутоа, многу лесно е да бидеш бизнисмен кога си премиер, кога си вашата фирма секој пат иде напред. Така ли е? Добива определени тендери, добива некои други работи. На сметка на титулата и ќе го продадеш Јасно. ајварот мамас, како си кажеш, Да. Не е битно сега, сакам битно, да не кажам. правам реклама, Па меѓутоа. нека не биде ни негова фирма, нека биде блиску негова фирма. тате, на се вујче, знае, на чиче. да, на пријател, не е битно како идат сите тие работи, знаеме. Кога го познавате Зоран Заев? Многу одамна. Ајде, дайте некој детали. Јас го упознав кога се уште немаше ни фирма. Како Бостанџија? Не би сакал сега за тоа да кажам. Нешто почу како се баваше како Боро Балборо, така нешто. Можно е, не знам. Можно е. Можне? Можно е. Значи, најпрофитабилни бизниси се тие шведска комерц, политика. Односно бизнис. Видите, тоа е многу одамна. И не знам дали е тоа така.
И кажувам, значи, тогаш никој не знаеше за Зоран Заев. Анонимус. Многу млад. Ово е над 25, околу 25 години од денешен ден. Може би и повеќе. Како искусно? Сосема случајно. Јас сум во Струмица, бранам познат криминалец од Струмица. Познат криминалец во цела Европа, не во Струмица. И на еден ручек после судењето. Доаѓа една група, седнува на другата маса. Третиот човек кој што со нас вика, овој човек ќе биде многу як еден ден. И го викна, многу як еден ден. Го викна, се упознавме. Тоа беше. Тој гатач бил, видовит или што? Не знам. Не би рекол, затоа што и тоа е многу чуден тип. Меѓутоа, не случајно беше амнестиран со Глобал и знам дека еден поранешен обвинител го спасил и добил награда да биде директор на една фирма со енергетски системи. Да, тоа Така? тоа дека беше амнестиран, тоа сите знаеме. Јас ги немам параметрите за да би судел, затоа што не сум упознат со предметот да би можел да кажам. За разлика од некои колеги кои што така априори изборуваат, а немат поима што се случува во тој предмет, значи ги немам параметрите, меѓутоа беше амнестиран. Тоа е факт. За Глобал. Од Бранко Црвенковски. Да. Тоа е факт. Се воли дека збори околу 6 милиони долари, евра се беше купена слободата. Значи, не би сакал да кажувам било што, затоа што не го знам предметот. Меѓутоа, дека е амнестиран, тоа е факт. И тука не може да се коментира повеќе од тоа. Факт е амнестирање. Дали, еве да речем, сценаријата го се права, тоа не е теорија на заговора, се разбереме. Еве сега, да кажеме. Ајде. Имавме едно смешно толкување за 27-ми, за амнестијата. Така? Председателот тогашен ги амнестира тие што ги амнестира учесниците. Судот не го прифати тоа. Ама што му е дискреционо право, збориме за Ѓорѓе Иванов, така? Да, меѓутоа, не можеш ти... Да, и ја не се сложувам со тоа што ги амнестираш. Ама има е дискреционо право. А дека го има правото, го има. И тука не треба да стане И да се муабет. коментира. Не треба да стане муабет. Што направи Бајден на заминување? Синот се го амнестира и сите други. И сите оние за кои што сметаше да ги амнестира. И тука нема муабет во тој дел. Значи, дали е тоа тероризам? За мене е тероризам. Ќе ви кажам зашто. Не е тоа патриотизам. Јас сум против секој насилство. Да, а то нападнат беше највисокиот законодавен орган во Македонија. Колбојски беше избран поранешен терориста и редо ги работи што создаде револт кај народот. Не навлегувам што, како, зошто. Јас само велам, дали е тероризам делото, за мене е тероризам како правник делото. Се согласам за насилство, сум против насилство. Не е насилство, него е тероризам, затоа што се нападна највисокиот законодавен дом. Меѓутоа, право на председател е да амнестира. Ти, одземи му го тоа право, нема да може тоа да го направи. Да. Кај нас, законодавецот е проблем. Политиката е проблем. Повторно е политиката. Не ќеме да имаме да амнестира право председателот, одземи му го тоа право. Изгласа и закон во собрание и заврши работа. Знаете дека Судот за човековите права, колку што разбрав по некои мои избори, дека ќе ги амнестира сите обвинети кои беа процесно, ви сте адвокат, и дека кој ќе ги плати оштетите? Значи, јас... А штета е што 300 години затвор добија луѓе да се смени името на Македонија. Јас сум овака, да се амнестират сите, сум. Дека тоа е правото. Председател, сите оние кои што ги амнестираше председател Ѓорѓе Иванов во тоа време. Сите треба да бидат амнестирани. Ќе одговара ли некој, ослободени. господин Ѓорѓе? Тука е проблемот во оно што ви кажав предходно. Се додека некој не одговара за таква одлука што нанел штета на државата. Да. Некој свесно тоа свесно. Значи и надтера некој. Не може 5000 денара ден да цени.
Или судот да има дискреционо право да каже денеска не се одржа судењето, само 1000 денара ќе платиме на адвокатот. Место 20.000 денара. Колку што е по тарифа денешното рочиште. Оштета на државата. Не, рочиштето. Да, рочиштето. Зборуваме сега, знаете колку предмети завршија или застарени, или со ослободителни пресуди. Па се исплаќаа на адвокатите надокнади. Оноа што требало да биде платено од странка, па судот тука наводеше некои математики, а не смее да наводя математики. Да. Дали се одложува или не, он мора да ја прифати адвокатската тарифа. Мора да ве замолам во криминалот, во здравството. Голема трагедија, нечовечност, нехуманост, да направиш криминал во една институција, во здравствена институција, онкологија. Не бев никојаш обсервер, наблюдувач, верувајте ми, критикував, се сочувствувам, и денеска се сочувствувам со нив, знам што значи тоа, боли, а мува да не ги лази. Повторно се спомнува. Почитувани, ве молам, не е тенденциозно. Да, ќе дадам на крај мој завршен збор и ќе ја дадам истинската слика, а нека пресуди народот, и тој што треба да главниот судија што ќе пресуди. Но, дали конечно, како ја дефинирате ваква криминална ситуација во еден најсензитивен, сите се институции во здравството сензитивни, сите се работи сегде се работи за животот на пациентите. Којата емпатија, којата почит од пациентот во онкологија. Видите овака. Јас прво не како правник. Како што вие сакавте, прешто да разберам, читав ваша биографија, сакавте да бидете лекар. Не, јас требаше да бидам лекар. Ваше татко беше еден познат абдоменален хирург. Така, во војна болница. Така, да. Така. И исто ја имав таа желба да видам на медицина, отидов во правото. Исто јас отидов и после мене се сите правници во мојата фамилија. Овака, јас и како човек, значи, не знам дали е тоа точно, затоа што ги немам, слушам само што се зборува, не сум учесник да бранам некого или да е иницирана некаква постапка, па да имам други сознанија, односно правите сознанија се тогаш и таму. Меѓутоа, 10% да е точно од оноа што се зборува, тоа е срамота, тоа е тие луѓе, не само вие во воведот кажавте дали е Хипократова се закона, заклетва, светиња, да. А прават, ако е тоа точно 10% од тоа што да е доволно да е точно, тоа е срамота, мислам дека не да лечат, него затворот е мала работа за нив. Как се тие луѓе без чувство? Не, токму тоа го кажува. Безчувствителни. Се зборува дека место хемотерапија се давала обично вода. Па и да не биде вулгарен и друго, нешто значи, вулгарно. Тоа е рамно на Хитлер, оно што го правил во логорите за мене. Тоа е геноцид. Геноцид е тоа. Значи, доколку е тоа точно, кажувам, јас се оградувам, затоа што не знам дали е точно. Кај што има чад, има јога. Да, ама некој треба да го докаже и треба тоа да... Ако е тоа точно, што се чека до сега? Зошто тоа не се процесуира? Зошто не се апси? Значи, тука не треба да се прави муабет. Треба да се апси. Јас секој пат кажувам, имаше во оние 14 години на ВМРО имаше голем криминал. СДС дојде на власт затоа што кажа дека ќе расчисти со мафијата. Меѓутоа дојде со власт да го смени името, го продаде името. Меѓутоа, не само што го продаде името, ослете името го продаде, него он продолжи да се занимава со истите бизниси. Со криминали. Со истите бизниси. Со истите бизниси кои што ги правеа и претходниците. Така. И затоа падна. Сегашната власт почиња да апси. И тоа е добро. И треба да продолжи. И не само да продолжи, треба да расчисти до крај, дека доколку не расчисти, народот памети. Господин Гергиев, не е ово, немалку, никогаш не сум бил сервилен никому и затоа ми се случуваат овие работи. Верувајте ми, ја ви кажам, ја во завршените збори ќе зварам, лично како Слободан Томич, како го доживувам. Цел живот се борам за Македонија.
Меѓутоа, еве, ова е најтешко нешто, ама боли, додека сум жив, ќе трпам таа болка, ќе носам. Тоа сум Ја свесен. не посакам, ниеден родител не му посакам. Меѓутоа, беше чисто врз моето семејство и врз мене лично. Но, јас му дам подршка на господинот Мицковски, му дам подршка на господин Тошковски, дефинитивно да ви дадам простор за да се изјасните за овој криминал во здравството и како ние еднашка да ставиме крај на овие работи. Дали ние и натаму требаме при очи да бидеме слепи, или да напаѓаме, или на големиот лопов, кога ги гледам порпаролите на таа опозиција, ја користат на големиот лопов, вика држте го крадецот, не мува да ги лази. Каде бе, ни перезначи нема, ништо нема. На што се должи тоа? На моќите. На моќите кои што ја поседуваат. Уште ли имат моќи? Имат. Дали се тие главата, што викаше Бранко, октоподот на мафијата, на криминалот? На андерграундот? Видите овака, секој во својот ресор. Да. Секој во својот ресор, да. Тие се метастаза инкорпорирани. Да. Само една работа можам, простете, ве земам можно доста време. Да, ја посетувам таа онколошка клиника и можам да кажам дека има многу способни доктори, им честитам. Дефинитивно. Професионалци кои многу често си работат работата, но од хоштаплери бандити се онеспособени. Многу млади замина. Немаме доктори кои да ги лечат. Видите овака, за жал, ја познавам едно 3-4, не е битно мажи жени, кои што учат странски јазици и сметат дека не треба да останат овдека. Зошто? Не и се дава простор да работат. Сама платила субспециализација. Приватно своји пари. Приватно со своји пари, Така, отишла во така. Кина. Да се Не, директорот од Турска ќе донесе оператор да го плати, место она да оперира. А субспециализација има во Кина. За истата таа работа. Кажувам, X други луѓе кои што ги знам лично, кои што не ја гледат за жал перспективата кај нас. Дури станал и професор, па се мисли дали ќе остане. И тој и сопругата се професори, вика, зашто, колку плата зимаме? Свесно се бркаат. Да, интелектуалци. или треба, вика, да земам мито за да може да бидам Да оно функционира. што треба да бидам. Па го видовте тој од Битула, 150 евра. Не, тоа е срамота. N плюс 1 Не. во безгодначно. Видите? Не се 150. Не, да, дефинитивно. Јас тоа го знам како правник и јас знам и за полицајци кои што зимат 5 или 10 или 50 евра, ама не се само 5 Да ги или 10 препуштаат или на- 50 евра. на јажинце, на така ли? Влаце, така не се е. само 5 или... Да. Тоа не се знае колку се. Бесконечно. Зато не велиме. Не, за мене, ама пак тој човек се продал за многу малку. Тоа не смее да се дозволи. И за многу пари не смее да се дозволи. Меѓутоа, како се трга можноста да нема такви работи? Пред се треба да биде добро платен и да има добри услови на работа. Да. Татко ми, Георгиев, додека да, беше во воена болница, Така. имаше многу добра плата војни лекари. и имаше многу добри услови да работи. Се сеќавам дека дојде човек од Германија да му понуди во тоа време 10.000 марки плата, кола и куќа. И не замина. Зашто, вика, мене ми е добро овде. Не ми треба. Тоа се вистински патриоти. Не, сакам да И вика... професионалци. Не, ама имаше зошто да остане. Имаше сатисфакција, Така. мотивација така. и стабилност. Вика, таму мене никој не ме знае, а овдека секој на пазар ме поздравува и секаде ме поздравуваат. Господин Георгиев, ќе ми Повеле. дозволите само неколку два збора, 2 минути сакам да се обратам, а ви како адвокат ќе ми дадете и совети така. Почитувани, да, денеска ја почнав сезоната на 25 години од Гласот на народот, ќе одбележим да сме живи и здрави на 22 мај, но се коинцидира со овој немил настан, меѓутоа жалам и не сакам да се случи како што се случило тоа за мојот син. Именно, мојот син Георги никогаш не бил болен. Никогаш. Не знаеше што е болница. Мојот син Георги се плашел. Навистина, од болница не ту сакал. Бидејќи водеше здрав живот, тренираше, вежбаше, значи, вистински фит дечко што се вика,
татко на прекрасни 2 деца, прекрасен сопруг и замина по некоја мала инфекција, промена на биохемискиот наод и беше сместен во една институција, нема што да крием, хематологија. По некаква диагноза која е недефинирана, третирана според мене непрофесионално и синот беше се во ретритена. Бидејќи, ако сте вистински доктор, госпоđо Ставрич, без повикам со име и презиме, ми велевте, ве знае цела држава, чесмиот, сум чесен. Не му ги отворивте портите, во собата да го поздравите. Ниту ми се јавите, ми израдите се сочувство. Ни госпоđо, со име ве презивам намерно, Марија Попова, оделенска докторка, ниту влеговте, ниту му дадовте поддршка, го испративте на компјутер како терориста, како бегалец. Му се случи ситуацијата, ми побаравте да најдам да го чита некој радиолошкиот наод, што не е професионално, не човечки, не хумано. Го најдо господинот Врчаковски, кој не сакаше да чуе за клиниката, која не е професионална, и рече, Томиче, ради тебе и Георги ќе го направам. Го имам наодот. Наодот вели БО, без промени, нема никакви промени. Синот таа вечер беше добил терапија која не соодветствува, му се влошува ситуацијата. Внимајте, значи да имаше проблеми со некој, да речем, условно крварење, ќе го носен на неврохирургија и да ја завршат работата. И кај што има експерти, му благодарам на господ Рендевски кој го оперирал, излив на мозокот добил. 2 часа го чекавме. Значи, докторка која била дежурна, еве јавно зборам, споделувам со вас, затоа ги молам лабораторијата и за истражувачко новинарска, еве допрен глас од мене као татко, значи, немаше кој да го интубира и детето ми го остави да се гуши и да доживее излив на мозокот. Значи, крварење, да не беше господинот Сашко Јовев, јавно му се заблагодарува, кој дојде, луѓе у 21 век, како Козара и битка на Неретва. Го носевме на носили Ѓорги, на скали, 2 часа крварење у мозокот. Не можам, знаете што ме боли, нема да го оставам. Има, господин Ѓоргиев, не се плашам од квалификатот. Многу тешко, но има сомнение на убиство. Има сомнение на убиство. Затоа ве молам на допрен глас, органи на институциите на прогонот, ве молам истражете го. Колеги, новинари, сите истражете го. Има снимки, има систем, не може никој да го фалсификува. Ве молам како родител и како новинар. Господин Ѓоргиев, што мислите за ваков чин на нехуманост и нечовечност? Прво, за мене е неприфатливо, доколку е ово точно, како што кажав, и како човек, а како правник, уште повеќе. Значи, лекарите се оние кои што примат плата за да пружат помош. Може се мене запирка да не... ми се јави ден потоа, господјата Ирина, како се беше татко и што има другерија, познати... Пановска, ми вели, зошто така разговаравте со дежурната? А таа разбора според некои информации била на скијање. На скијање би се молил. И ми вели, вашиот син е болен од неизлечива болест. Јавно зборам. Тоа е неетички, неморално. Реков, докторка има неспособни доктори, кои болестите се лечат. А не е фер да ми се јавите сега. Пред да почне Ѓорги. Значи, навестила тоа. Тоа е срамота. Со име и презиме ви кажам, ова е моја изјава. И земете ја како меродавна. Прве. Значи, за мене е неприфатливо доколку е тоа точно така. Прво, вие сте сгрешили доколку се сумневате, сте требале да правите обдукција. За да во Институтот за судска медицина се утврди причината за смрт. Тоа е појдовна точка. Меѓутоа, како што и сами кажавте, во неговиот систем... Има протокол. Има протокол Систем, и брате, се е протокол. внесено. Не велам не. Дали може да се шверцува или да се тоа? Не. Еве јавно збориме на медиум. Не. Имам баш сега еден случај кој токму тоа го докажува. Наводно примил 4 кеси крв. Да. За телесни повреди, ни една животно загрозувачка.
па двете нози да му се сечат, нема две да прими. Така. А ако прими 4, нема да искочи од болница 21 ден Така. минимум. А тој е искочен веднаш. Ме разбирате? Значи, во протоколот најдовме дека тоа го нема. Така. Дали можете со недефинирана диагнозата да речете дека тој е болен од некоја тешка неизлечива болест? И да му даете некоја привремена... Значи, пак ќе кажам, не сум лекар, Не, меѓутоа, доколку нема диагноза, нема диагноза. А ако има диагноза, треба да се Дали потврди треба на таа компјутер да диагноза. го носите како бегалец навечер, преку ноќ, а треба преку ден конзилиарно да се тоа спроведи, да се препрати на неврохирургија. Како и да е, тоа оставам на органите Тоа на може, прогонот. тоа треба час порано да се реши. И токму затоа се подобни оние ургентни центри каде што не се клинички распределени. Па овој викај го, па оној викај го. Туку заедно Немаше Јовев, решават Јовев одеднашка. трчеше, господин Георгиев, господин Сашко Јовев, Да. му дадов подршка, свесно го тргна, човекот 9 трансплантации, Така. па остана живи. Значи, неврохирургот Рендевски, му честитам, благодарам, што излезе, меѓутоа слобода не. Тоа е, значи, свесно доживеа, синот, 2 сата да го чуваат во таква ситуација на хематологија, а не да го однесат. Немаше кој да го носи. Немаше тоа, спиеле таму и кај ќе ве избркам од работа. Немаше сала. Тај криминал. И имам индици, не како родител, како човек, дека е тоа убиство. Видите, како се во нашата држава, и здравството е на тие Да. води. Овака, ако сакате да видите нешто во државата дали е добро, гледајте 3 основни работи. Здравство, школство и судство. Ако не ви функционираат, Ако тие 3 функционираат, се е окей. Ако тие не другите ќе си се најдат себе си поред нив. Ако тоа не функционира, ништо не функционира во државата. ја им благодарам уште еднашка на сите добронамерни пријатели кои се јавија, илјадници бевте, ви благодарам. Ви благодарам на многу стотина новинари, амбасадори, сите што го почитувавте Ѓорги и го почитувате, ја не го доживам се уште живе Ѓорги, од живе неговиот дух за нас. Сигурно дека ќе Му благодарам на неговото високо просвештенство Петар, кој го венчал и го погрева. Мека прекрасна упокоена го се виката литургија. Им благодарам на сите, на отец Зоран Стаменковиќ, на отец Марко и на сите кои бевте несебично да го испратиме мојот навистина голем великан Ѓорги. Ви благодарам многу и простете ја намерна да направив емисијата на неказнивоста и мафијаштвото Македонија, врзано и за меѓу другото и за здравството, го сакам добро здравие. Успех во работа, чест и задоволство и мене беше што бе вечерва со еден референтен и именентен адвокат кој треба Македонија да се горде. Фала ви за мислењето. Почитувани, ви благодарам многу. Ние продолжуваме и натаму не застануваме, но ќе се бориме до последен здив капка крв што вика да истерам правдата на вистинско место. Нема веќе место зона да се опростува тоа, не. Се гледаме у петок во магазин, бите живи, здрави, пријатен вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.